страшна трагедија. Значи, да изгубите 50-тина, може би повеќе млади животи во мирнодопска состојба е сулудо. Значи, не постои оправдување за вакво нешто. И тажно е што не е прв пат. Ние имавме Тетовската болница каде што ни изгореа повторно луѓе и не добивме никаков одговор. Кој е виновникот, зошто се случи, како дојде до сето тоа. Ова мора да се рачисти, затоа што покажува дека системот ни е разнебитен. Ние немаме систем. Не е можно на едно место, каде што се одржува било каква приредба, концерт, настан, на која се присутни повеќе луѓе, тоа млади луѓе, се употребува пиротехника, да нема средства за гаснење на пожар, да не се провери дали воопшто можно да се употреби пиротехника, дали и колку излези има во случај на пожар или било каков друг настан, за да може да се евакуираат луѓето. Ние имаме прописи за се. Ја постојано зборувам, ние некако, знаете, политичките партии кога ќе дојдат на власт, зборуваат промена, законска промена. Ма ние имаме доволна законска рамка за се. Ние не ја применуваме. И никогаш не ја спроведуваме до крај и не ја утврдуваме одговорноста, причините, одговорноста за настаните. Секоја работа која ставаме под килим, а ја ставаме, еве се случува се полошо и полошо. Средина е граде во кој луѓето се знаат, во кој младите, па и они имаат право да се забавуваат. Мислам дека не е причината затоа што малолетните биле навечер, не ги правдам. Но не е причината затоа што биле после полноќ или не знам во раните утрински часови таму. Причината е пожар кој настанал и каде што не можеле да се евакуираат и да се преземат мерки тие деца да се спасат. Воопшто како смело и можело да дојде до таков настан. Тоа е причината. Знаете, ние сега можеме многу да ја разводниме работата, па зашто овој го пуштил оној, но факт е дека е организиран настан, факт е дека на тој настан не биле потребни, не биле исполнети сите услови за да се одржи и факт е дека одговорноста ќе мора поединечно за секого да се утврди. Ако ништо друго, дозволуваат собирање и одржување на приредби на несоодветни места на кои не се исполнети законските услови. Вие сте свесни дека малте не имаме прописи во секоја фирма да мора да има, не знам, трговски центар било каде, да мора да има излези во случај на итност, мора да има противпожарни апарати, мора да има задолжени лица за обезбедување кои ќе го спроведат тоа. Многу пропусти има. Таму ги гледам пропустите на институциите каде што дозволуваат вакви настани да се одржуваат на несоодветни места. И нема санкционирање и нема превентивно работење пред да се случи. Сега од кога се случи, веќе е све доцна.